Добар ден, вести во 18 часот во нив ќе гледате. Голем пожар поплад небо избухна на територијата на општина Сопиште зад водно. Направен е обрача гасат и ертракторите. За среќа беа спасени објектите во близина. Пожарот кај Волково проголта куќа. Повреден еден пожарникар. 28 годишното момче повредено по патот Тобоган во Турција, безбедно транспортирано во клиничкиот центар. Он ќе биде сместен во клиниката за интензивно лекување на нашата клиника Туари Луц. Кај Карпалак и спомен обележието во Прилеп, одбележани 25 години од заседата, во која беа убиени 10 армиски резервисти. 25 години се молиме, никој не прашал како живеете. Водата во Гостивар е значително подобрана, но се уште не е исправна за пиење. Канал 5 на терен со екипите на Центарот за јавно здравје. Континуирано рековме, земаме анализи, претежно од 7 или 8 мерни места. Зеленски пречекан со највисоки државни почести од Вучич. Разговарале за европската иднина. Mi nismo razgovarali o bilo kakvoj vojnoj saradnji danas. Ставен е под контрола големиот пожар што попладне во избувна на територијата на општина Сопиште зад водно. Градоначалникот на Сопиште Јане Мицевски во изјава за Канал 5 вели дека населението е надвор од опасност, а направен е коридор за да се спаси шумата на водно. Пожарот кој избувнал над самото село Чифлик засега е под контрола благодарение на интервенцијата на Скопската противпожарна бригада, ДЗС, како и доброволното друштво и местното население. Во гаснењето учествуваат и 3 авиони Ер Трактор, а на терен интервенираат и 4 Пинц Гауери. Излегуваме од терен, се работи за стабилизација на пожарот кој беше офатен во село Чифлик. Имено се работеше за пожар првично на нискостепенста шума, која покасно прерасна во шумски пожар, каде што беше офатена и борова шума. За среќа беа спасени објектите во близина, нема повредени, нема настрадани од пожарот. Соработка со против пожарната бригада во град Скопје и дирекцијата за заштита и спасување, како и доброволното друштво во рамки на општината Сопиште, спречивме еден голем пожар кој можеше да ескалира и на делот во планината Водна. Исто така во голема благодарност и до мештаните, жителите на селото Чифлик, кои што неуморно работеа да се совлада овој шумски пожар. А времето засега не оди во прилог на борбата со пожарите. Од управата за хидрометеоролошки работи информираа дека земјата ќе биде во портокалова фаза со многу високи температури во следните денови. Заладување се очекува дури следниот викенд. Во попладневните часови ќе имаме локална појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд, појава на ретки грмежи, ќе биде и ветровито денес, долж по Вардарието ќе дува и повремено засилен ветер од северен правец, а максималната температура ќе биде во интервал од 33 до 39 степени. И во текот на утрешниот ден ќе имаме попладневна локална нестабилност со краткотраен пороен дожд, појава на грмежи, веќе од понеделник до крајот на работната седмица ќе имаме се уште топло време, значи нашето подрачје се уште ќе биде под влијание на овој топол бран од југ, со тоа што веќе во вторник и во среда очекуваме и дневната температура локално да го достигне, а долж по Вардарието и да го надмине 40 степен. Овие високи температури се во црвена фаза. Од 40 степени се во црвена фаза. Земјоделците трет ден го блокираат центарот на Струмица. Бараат повисоки откупни цени за капијата.
Со итен медицински транспорт од Турција денеска во земјава беше пренесено 28 годишното момче, кое се здобило со тешки повреди на вратните пршлени по пат од Тобоган во Кушадаси. Транспортот го организираше Министерството за здравство со владиниот авион, со придружба од специјален тим од клиниката за травматологија. Деталите за неговата состојба ги има Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Во стабилна здравствена состојба пристигна 28 годишниот скопјанец, кој има повреди на ребетниот мозок заради пат од Тобога на летување во Турција. Повредениот пристигна со владиниот авион со тимот предводен од доктор Марта Тренева во комплексот Мајка Тереза и беше итно донесен во ургентниот центар. Тимот на доктори, предводени од директорот на Тоарилуц, Игор Мерџановски, објаснија дека операцијата во турската болница е добро направена и по 2 недели тамошно болничко лекување е донесен во Македонија. Пациентот е стабилен. Што значи стабилен за оваа повреда? Значи дека има сопствено дишење, тоа е за нас добар знак. Има осетливост по рацете и по нозите, има дел движење по рацете, што значи дека со физикалната терапија може само да се подобри тоа. Ќе повторам, ова е една од најтешките и повреди кои што се во некои случаи иреверзибилни и можат да направат трајен инвалидитет. 28 годишниот скопјанец е хоспитализиран во единицата за интензивно лекување и ќе се следи неговата здравствена состојба, објаснуваат докторите. Пациентот се наоѓа во здравствена состојба која што бара интензивно лекување. Он ќе биде сместен во клиниката за интензивно лекување на нашата клиника Тоарилуц. Со колегата и раководителот на травматологија доктор Арсовски ја прегледавме документацијата. Операцијата која што е направена таму е задоволителна и е добра. Повредата на ребетниот мозок знаете дека е една од најсериозните повреди. Се надеваме дека после лекувањето кое што ќе остане кај нас, каде што ќе направиме дополнителни испитувања, ќе се вложиме со физикалната терапија во спиналниот центар во нашата земја. Скопјанецот се повредил на 22 јули, каде бил итно опериран. Тој преживеал тешка повреда на ребетниот мозок и морало итна интервенција. По итна постапка и во координација со владата, Фондот за здравствено осигурување и службите за општи заеднички работи беше обезбеден владин авион, со кој пациентот беше транспортиран во Македонија. Состојбата со водата во Гостивар е значително подобрена, но потребно е време таа да биде прогласена за исправна за пиење, изјави директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојан Ангелов. Затоа како оди процесот на испитување и анализа на водата на терен со екипите на Центарот за јавно здравје во Гостивар, денеска беа Маја Стојановска и снимателот Сашо Тренчев. Од чешма до лабораторија, секојдневно се проверува дали водата во Гостивар конечно е на пат да стане безбедна за пиење. Секое утро екипи на терен земаат примероци од повеќе мерни точки низ градот, со кои се следи состојбата на целиот водоснабдителен систем. Ова е една од локациите од каде што се земаат мустри за анализа на водата во Гостивар. Екипите од Институтот за јавно здравје тоа го прават под строго определени услови. Дел од мустрите исто така се испраќаат и во лабораторија. Резултатите треба да покажат дали границите на водата се враќаат во рамките на дозволеното. Постапката започнува со физичко-хемиски мерења. На лице место се проверуваат температурата и нивото на хлор. Овие параметри се следат особено внимателно поради хиперхлорирањето на мрежата, кој периодов беше интензивно поради нејзина дезинфекција по загадувањето. Со постепеното чистење на системот, нивото на хлор сега треба да се врати во рамки на дозволените граници, а резултатот од овие параметри се добива веднаш со помош на апарат кој се носи на терен. Посложени се микробиолошките анализи. Примероците се земаат во стерилни шишиња и веднаш се транспортираат во лабораториите во Скопје и Тетово, каде се испитува присуството и растот на микроорганизми. Резултатите се добиваат за 24 до 48 часа, а за конечна потврда се потребни и до 72 часа.
Во овие данови континуирано рековме земаме анализи претежно од 7 или 8 мерни места, значи денеска ќе земаме од 7 мерни места од градот, така да биде опфатен целокупниот водоснабдителен систем на Гостивар и према тоа ќе видиме до каде сме со анализите. Така да, после тоа, резултатите ги испраќаме до Центар за управување кризи и до Агенција за храна и ветеринарство. Секако, состојбата е подобра во однос на порано. Секојдневно се мери и хлорот. Знаете дека деновиве се врши чистење на водоводната мрежа, пошто се работи со една поголема водоснабдителен систем, затоа мораме на повеќе места да се зема вода и да се испитува хлорот, така да тој процес трае се уште и мислам дека набрзо ќе заврши и мислам дека ќе имаме вода за пиење. Иако резултатите се подобри од почетокот на кризата, водата засега останува само за техничка употреба. Подобрувањето на резултатите го потврдува и директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов. Но конечната одлука кога водата ќе може повторно да се користи за пиење треба да ја соопшти Агенцијата за храна и ветеринарство. Состојбата со водата во Гостивар е значително подобрена. Последните наоди се значително подобри во однос на претходните, но потребно е време за истата да биде прогласена за чиста за пиење. Агенцијата за храна и ветеринарство ќе го направи тоа тогаш кога водата ќе биде и хемиски и бактериолошки исправна за пиење. Во меѓувреме, за гостиварчани секојдневието и натаму значи снабдување со вода од пунктовите, каде дистрибуцијата продолжува секојдневно. Кај дел од граѓаните постои дилема дали проблемот е само од неодамна и бараат одговорност за настанатата ситуација. Живееме многу тешко. Се снаоѓаме на овие горештини. Што да ви кажам? Правилно е да има одговорност, ама дали ќе има во нашава држава ништо не е сигурно. Се снаоѓаме, имаме пумпа дома, полниме од извор. Нешто ни даваат донации, тоа не можам. Секому може, во секој град може да се деси, во секоја држава. Последниве 30 години вода не е за пиење. Ние ностоп синовите полното цело и некој треба да одговара. Да, некој треба да одговара, не апсење и пуштање дома. Покрај присуството на хлор, предизвик останува и бактеријата Pseudomonas aeruginosa, која според експертите се појавува во водата при подолга стагнација, особено во делови од мрежата и инсталациите каде водата не циркулира. Токму затоа, граѓаните се повикуваат редовно да ги пуштаат чешмите, со цел да се избегне задржување на водата во цевките и да се овозможи нејзина циркулација низ системот. Денеска се одбележаа 25 години од масакрот кај Карпалак, во кој животот на 8 август 2001 година во заседа на ОНА го загубија 10 прилепски бранители од резервниот состав на Арама. Чествувањата започнаа синоќа во кругот на касарната Мирчаце во Прилеп, а продолжија денеска со полагање цвеќиња на местноста Карпалак и на споменобележјето во центарот на Прилеп. И по 25 години преживеаните бараат одговори зошто се случи трагедијата и се жалат дека државата ги има заборавено. За ова Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Пред 25 години 10 припадници на безбедносните сили ги загубија своите животи овде на Карпалак. Четврт век подоцна, сеќавањето за трагичниот настан се уште е свежо. Во конвојот, кој беше од заседа нападнат од припадници на ОНА, животот го загубија 10 прилепски бранители од резервниот состав на Арама: Сашо Китановски, Нане Наумовски, Бранко Секуловски, Марко Деспотовски, Ердован Шабановски, Љубе Грујовски, Дарко Велјановски, Веби Рушитовски, Горан Миновски и Пеце Секуловски. И 25 години од трагедијата, сеќавањата на нивните соборци се уште свежи. Велат дека додека се живи ќе ја паметат агонијата во која се нашле додека се обидувале да се спасат. Иако голем број се спасиле, многу од нив починале подоцна, како што велат нивните другари, поради болести кои ги носи претрпениот стрес. Поранишниот припадник на резервниот состав на Арама, Јордан Трајковски, кој успеал да го преживее воениот конфликт, вели дека е разочаран што за 25 години државата не успеала да направи достоен споменик за почит на младите бранители, кои животот го дале за Македонија. Тој ден, овде во една заседа,
на ова место бевме нападнати и загинавме 10 наши, изгубивме 10 наши колеги и денеска стоиме на обична банкина, на обичен пат, без никакво спомен обележи. За права, апсолутно никакви. 25 години се молиме, никој не прашал како живеете. И денеска сум многу навреден. Значи, учесниците, еве ги моите овде, ние кod 2001 бевме, положуваме последни цвејчи на спомен обележите на нашите, да речем, роднини, сограѓани, соборци. Не е срамота. И Гоце Бежовски бил учесник во војниот конфликт. Вели имал голема среќа што преживеал, но и денеска после толку време тагува за соборците и другарите. Кога отидоме во Тетово во 2001 година, Ацо капетанови Врдановски убаво му кажа на Сокол во Тетово: Сокол, ние поминаме како поминаме. Сам пази овие сега како се јадат и утре како чидат. И требаше наредната ден докај што разбрав, прво полицијата, после војската дидит, ама тие обратното. И ова е нешто неверојатно, не знам кој ќе. Нема ни еден, ни друг од држава, никој не се загрижува за нас. Почит за загинатите оддадоа делегација од владата, предводена од министерката за образование Весна Јаневска и министерот за спорт Борко Ристовски, представници од кабинетот на председателката Гордана Силјановска-Давкова, политички партии и здруженија. Одбележувањата на годишнината почнаа синоќа во Прилипската касарна Мирче Ацев, а продолжија во градот и денеска пред споменикот на загинатите. Денес сме тука за да покажеме дека времето не ја намалило нашата благодарност и дека споменот не избледа. И дека жртвата на нашите херои останува дел од идентитетот на македонската држава. Жртвата на бранителите ни дава обврска и храброст да успееме во тоа, а нашата цел и успех е само една – европска и просперитетна Македонија. Министерот за одбрана Владо Мисајловски во објава на Facebook напиша дека нивната жртва и храброст никогаш нема да бидат заборавени. Премиерот Христијан Мицкоски по повод годишнината од загинувањето на бранителите кај Карпала купати порака дека 8 август останува за секогаш врежан во колективната меморија на македонскиот народ. Во објавата на Facebook премиерот истакна дека Карпалак представува заедничка рана, но и трајна обврска за градење држава во која почитта кон загинатите ќе биде над политиката. Да не дозволиме имињата и жртвата на загинатите да бидат заборавени, да градиме држава во која почитта кон оние што ја исполниле својата должност кон Македонија, ќе биде над времето, политиката и поделбите, стои меѓу другото во објавата на премиерот Мицкоски. Карпалак не смее да биде само датум во календарот, напиша лидерот на СДСМ Венко Филипче. Пред 25 години овие млади луѓе ги положија своите животи исполнувајќи должноста кон татковината. Нивната жртва останува дел од нашата колективна меморија и обврска. Карпалак е потсетник дека мирот и стабилноста се бранат со одговорност, а не со поделби. Иднината на Македонија се гради заеднички, без страф и без омраза. Вечна им слава, почит кон нивните семејства, порача Филипче. СДСМ бара итна истрага и одговорност за, како што велат, доверливите полициски документи од полициската станица Струмица, што завршиле во рацете на функционери на ВМРО ДПМНЕ и се јавно објавени за политички пресметки и јавен линч. Прво не нападнаа физички, сега не напаѓаат јавно, со лаѓи, со навреди и со украдени полициски документи кои се доверливи. ВМРО на пресконференција објави податоци од документи од полициската станица Струмица. Податоци до кои немаат право на пристап. Податоци што се водени како службена тајна. Тоа не е политика. Тоа е кривично дело. Бараме од јавното обвинителство веднаш да отвори истрага. Христијан Евтимов со пресконференцијата јавно призна дека информациите на ВМРО ДПМНЕ се точни, реагира од владеачката партија. Оттаму и денеска обвинија дека осудени лица СДСМ ги представува како жртви. Венко Филипче смета дека сонасилници и лица корисници на наркотични средства и опојни дроги треба да се гради иднина.
Христијан Евтимов, внук на Заеви, и Илија Стојанов, негов другар, се лица кои се условно осудени на година и пол условна казна затвор, затоа што тепале странски државјани во Струмица, мислејќи дека можат што сакаат да прават затоа што се деца на Заеви. Истите овие деца Филипче ги представува како жртви. Полицијата уапси возач на автомобил кој учествувал во тешката сообраќајна несреќа во која вчера во Радишани загина 19 годишен мотоциклист. Тој немал контакт со мотоциклот и со автомобилот кој се судрија, но со помош на снимки од камерите било утврдено дека е дел од причините за несреќата. Уапсен е 40 годишен маж осомничен дека бил причина за вчерашната сообраќајна несреќа во Скопско Радишани, каде загина 19 годишен мотоциклист. Според истражителите од терен, обезбедените снимки од местото на несреќата покажуваат дека возачот СО со возило Seat Altea со скопски регистарски таблици учествувал во предизвикувањето на несреќата без да има физички контакт со другите возила. Тој заминал од местото на несреќата без да им укаже помош на повредените. Моторот беше целосно уништен, а возилото имаше големи оштетувања и е повреден возачот на автомобилот Алфа Ромео. Според извори на Канал 5, најверојатно возачот со возилото Seat Altea на едно од возилото им го пресекол патот. По дополнително преземени мерки, околу 19 часот и 40 минути во село Арачиново, Скопско, пронајдено е возилото и возачот СО 46 години од Арачиново. Тој е лишен од слобода, спроведен е во полициска станица и со него е извршен службен разговор. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Мотоциклистот починал на местото, а лекар од итната медицинска помош ја констатирал смртта. Несреќата се случи вчера околу пладне помеѓу возило Алфа Ромео и мотор. Возачот на Алфа Ромеото се здобил со телесни повреди и бил пренесен во болницата Свети Наум Охридски. Од МВР најавуваа дека по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Останете со програмата на Канал 5, се гледаме во вечерните вести. Пријатно.